Благодарам, председателке. Почитуван колега, внимателно ве слушав. Многу убаво звучеше сето ова што го кажавте. Четивото добро сте го научиле, но сето, искрено да ви кажам, звучеше како некоја бајка да ни раскажувате. Но и вие сам кажавте дека сакате да направите нешто, но не и како ќе го направите тоа нешто. Очигледно немате ниту план, ниту визија како да го направите, а оваа влада многу пати пак и докажа дека нема ниту капацитет за тоа. Ова е дефинитивно, колега, популистички предизборен буџет со кој се потценуваат граѓаните на Република Македонија. Ова не е развоен буџет како што пробувате да го прикажете. Со овој буџет ја жртвувате економијата на Република Македонија, а развојот на економијата и на државата во наредниот период со огромното задолжување кое што го правите. Ова така наречено, како што исто така ни го пренесувате, инвестирање во човечки капитал е само ефтин популизам и груб обид за подкуп со државни пари, со пари од буџетот на Република Македонија, со пари на граѓаните. Инвестицијата во човечки капитал не се само 3000 денари плюс на плата, туку инвестиција во знаење и во образование. Наместо оваа влада да потрошише од 200 до 300.000 евра за хонорари на обвинители на специјалното јавно обвинителство или уште толку на надворешни соработници хонорарни, тие пари да ги наменеше за младите, за курсеви за млади, за едукација на млади лица, тогаш ќе беше дека вие инвестирате во човечки капитал, а не и вака. Вака, видоа граѓаните во што инвестирате. Има спискови за тоа. Кажавте многу бројки, колега, што секако за јавноста и не значат многу. За нив е важно да им се подобри животот. Реално да почувствуваат дека сега имаат подобар животен стандард, дека живеат подобро од претходно. Да почувствуваат нешто од тоа што го ветувавте и кажувавте. По кој знае кој пат ќе ви речам вас, вие очигледно имате изгубено контакт со граѓаните на Република Македонија, имате изгубено контакт со реалноста, извадете ги розевите очила и симнете се помеѓу народот, што друго да кажеме. Колега Ташев, на граѓаните од Неготино, на нашите сограѓани од Неготино, погледнете ги како тие живеат и после кажете им дека е добро, дека добро се живее во Македонија и во Неготино. Затоа ќе ве повикам, доколку ми контрареплика, доколку имате, всушност на граѓаните од Неготино да им кажете што значат сите овие бројки што претходно ги кажавте. Како тие ќе им го подобрат животот. Да ми кажете каде во овој мегаломански буџет, можеме да кажеме, е спомнато Неготино. Посвен за гасоводот кој што го спомна и кој што го спомнувате во буџети наназад, јас ни на едно друго место не го слушнав Неготино. Вие со ниту еден збор не кажавте нешто што ќе се направи. Еве, членствена комисија за финансирање, пратеник од позиција, како вие ќе го подобрите животот на нашите сограѓани неготинци. Спомнавте земјоделие. Дали сега, кажете ми, дали сега во земјоделието цветаат рози? Кажете им го тоа на земјоделците во Неготино. Дека овие 3 години вие буквално ги отепавте земјоделците. Ама сега со овој буџет ви текна и на нив и дури сега дојде или ќе дојде животот за... Колешке, ако може, значи, неколку има тука од позиција само колеги пратеници што се смеат и не и дозволуваат да се сконцентрира. Значи, ке ве молам, на крај сме од работниот ден, да, значи, Константин, сега да влезите на крај на работниот ден и да правите време не е добро. Оставете ја на говори колешката. Повелете. Значи, колега, кажете им на земјоделците, на лозарите од Неготино, дека сега, после 3 години, ви текна вас за лозарите и сега дојде животот во Неготино, животот за земјоделците. Спомнавте 725 милиони за системи за наводнување. За Јужна Вардарска долина, така? Да. А каде е тука Неготино во тоа? Во некој си следен буџет, така? Не, колега, нема да има следни буџети, секако тоа за вас. Меѓутоа, знаете каква е ситуацијата во водостопанство.
И вие тоа не го спомнувате, зборувате за Гевгелија дека ќе се реконструира системот за наводнување. Кажете за Неготино кога ќе се реконструира. Па вие знаете дека 70% од површините кои што се обработливи оваа година останаа без систем за наводнување. Каналите поминуваат покрај нив, меѓутоа се празни. Токму заради тоа што ова влада не вложи ниту денар во водоснабдувањето во нашата општина. Колега, во овој буџет имате планирано околу 120 милиони за субвенции. Дали вие знаете дека над 60 милиони евра има оваа влада обврска кон земјоделците кои што се уште не се доисплатени? Сигурно ви реагираат земјоделците, треба да ви биде тоа познато. 20% за регистрираните земјоделци, од кога сте дојдени на власт, се уште не се исплатени. Значи, 3 години наназад повеќе не се исплаќаа 20% дополнителни субвенции за регистрирани земјоделци. Едниот денар, кој што цела година го зборуваме овде во собрание, едниот денар се уште не е доисплатен. Редовните субвенции не се доисплатени. А вие зборувате за дополнителни. Владата нема донесена одлука за тие дополнителни субвенции од 2 денари. И е доказ дека сето тоа е само предизборно манипулирање со земјоделците. Значи, тие дополнителни субвенции не се вклучени во овој буџет. А набашка што едниот денар дополнително субвенција не е исплатен, а вие веќе зборувате за 2 денари. И набашка од сето тоа што тие 2 денари за кои сорти грозје, па вие самиот сте лозар, колега, добро знаете кои сорти се спомнати. Дали во Неготино има странушина, кадарка, жилавка, дали ги има во Неготино тие сорти и која површина го има? Би требало тоа да го знаете. Од тој крај доаѓате, од Неготино, а и сам сте, како што реков, производител на грозје, имате лозија и вие. И треба да ви се познати тие работи. Значи, колега, пак ќе ве прашам, зборувавте за капитални инвестиции. Дали некоја капитална инвестиција ќе има во нашата општина? Дали ќе се вработат младите? Спомнавте нови работни места. Каде во Неготино нови работни места? Во ТЕЦ Неготино ќе вработувате? Или во градинките? Па само администрација наполнивте. Ниту едно вработување нема во фабрика, затоа што не отворивте фабрики. Нема фабрики во Неготино. 1500 одат во Дрексел Мајер. Благодарение на владата на ВМРО-ДПМНЕ, а не на вас. А и какви капитални инвестиции ќе има, кога добро знаеме дека градоначалникот на општина Неготино за првите 6 месеци од оваа година, од 2019, има 6% капитални инвестиции. Па да не одиш на работа, ќе го оствариш тоа, не со одење секојдневно, сигурно треба повеќе. Немој само во репликата да ми кажете дека отварањето на депонија во Неготино е капитална инвестиција. Односно, фабриката за отпад, за преработка на отпад е големата инвестиција на која што сите ние граѓаните на Неготино и околината треба да бидеме многу среќни. И најрадосни, шансата не треба да се испушти. Ќе отворите фабрика за преработка на отпад. Дали сте свесни што ќе донесете не само во Неготино, не само во регионот, што ќе донесете во Македонија? Тоа ли е странската инвестиција? Дали проверивте за каква фирма станува збор и со колку кривични пријави има таа фирма? Има забрана за работа во матичната земја. Никаде во регионот не може да ја отвори, но затоа доаѓа во Македонија. И од цела Македонија, Министерството за животна средина ги собира сите градоначалници кои што имаат соодветно место за продажба, за изградба на такво нешто, и токму нашиот градоначалник го одбира за тоа. Што мислите, зошто? Дали сте се запрашале зошто во сред земјоделски крај Неготино, Тиквешијата е познат лозарски земјоделски крај? Тоа барем вас не треба да ви го кажува. Барем вие, колега, тоа треба да го знаете, дека кај нас не сме да има таква фабрика. Кога се стремиме, кога целта е да имаме органско производство, здрави земјоделски производи, кај нас ние ќе отвараме фабрика за преработка на отпад. Во моментот кога во Македонија
кога Македонија се наоѓа на има рекорди по загадување, кога е во светски рамки рекордер во загадување, вие ќе градите фабрика која нито една друга земја во регионот не би ја прифатила. Дали не сметате дека оваа фабрика за отпад ќе биде втора Дрисла, а сигурно по податоците, по студиите, многу поголема од Дрисла? Која штета ќе ја нанесе на граѓаните на општина Неготино, на соседните општини, на Кавадарци, Демиркапија, Штип, тие гравитираат околу нас? Ако нема мерна станица во Неготино, не значи дека воздухот не е загаден. Секако дека е загаден, меѓутоа не знаеме колку, немаме мерна станица во Неготино. Колега, знаете дека на 200 метри од ќе се гради таа фабрика за отпад, ќе се гради на 200 метри од заштитено подрачје Орлово брдо. Знаете дека самата фирма која што веќе има изготвена студија и која ќе ја гради фабриката, не гарантира дека подземните води нема да бидат загадени. Не дава гаранција за тоа. Исто како што не дава гаранција дека нема да увезува странски отпад. Што ќе стане од Неготино? Толку се грижите за него. 25 години ќе работи, 25 години ќе работи оваа фабрика, ќе се депонира отпадот, кој што ќе биде 1000 години неразградлив. Не само ние, деца, внуци, идни поколенија ќе го дишат тој воздух. Како општина, никаква придобивка немаме, никаков бенефит од сето тоа, туку напротив, огромни штети кои ќе ги трпат идните генерации. Колега, ви поставив повеќе прашања, се надевам дека ќе имате доблест да одговорите на сите нив. Ви благодарам.